Обвинителството, исто како одбраната, мора да даде приказна во секоја кривично дело. Приказната, теоријата на случајот на обвинителството е таа која што е нарацијата во обвинителството. И тоа е во ред. Но во нарацијата, особено во обвинителен акт, мора да бидат содржани действија од кривичното дело за кое што се става на товар за секој поединечен обвинет, за да можеме ние да видиме дека на вистина во нивните действија се содржани елементите на конкретното кривично дело. Не е доволна само нарацијата. Значи, нарацијата е приказната, но мора да биде направена на онаков начин на кој што ние можеме да ги, или судот, или одбраната, може да ги препознае секој елемент од кривичното дело. Вие препознавате дека не е така? Јас препознавам дека не е така за сите обвинети. Аха, например? Например, по мене е недопустливо во обвинение во кое што има 30 души, еден воопшто да не е спомнат со никакво действие. Тоа е? Тоа е Игор Дурловски. Например, Игор Дурловски е спомнат на странава каде што се споменати сите обвинети, нели ке генералите, да. Затоа што почнува еве го Игор Дурловски. Натаму кога читате, на едно место се споменува. На едно место се споменува каде што вели кога веќе влегле во салата Македонија дека обвинетите Дурловски, Дамовски и Јовановски држале говори. Со кои ги бодреле за насилство, не опишани какви се тие говори за насилство, за да ние видиме, бидејќи еве кога сме веќе тука, на обвинетиот Влада Јаневски, само неговиот говор е опишан и вака е опишан. Зборовите. Нашата најголема казна е што сме дочекале да имаме такви одвратни пратеници, ете ги меѓу народот, ако предавниците избегаат и ја разнебитуваат Македонија, секој оној кој тргнал против својот народ и не го слушнал, на крај ќе биде губитник. Воедно, ова е единственото действие опишано за Владо Јовановски, а се терети за кривично дело на кое што запретена казна најмалку 10 години. Нема друго действие за Владо Јовановски. За Дурловски нема ни зборови, нема што тој кажал, како тој го загрозил, со кое действие го загрозил уставниот поредок. Значи, еве за нив двајца можеме да видиме и за други. Јас немам искуство, но сакам само да кажам, ве молам, веќе вака влегов во конкретизацијата на обвинението, сакам да кажам дека апсолутно треба да се понесе одговорност за настаните на 27 април. Но обвинителството мора да се заврши својата работа. Не можеме ние да допуштиме волку сериозна работа, како што кажа Беса, и се согласувам скроз, нешто што се случило првпат за толку години и дај Боже никогаш да не се случи, односно работата на ова обвинение треба да биде никогаш повеќе да не се случи. Но да се точно прецизира кој за што е одговорен и да се спроведе на законита процедура. Тоа е тоа што ни недостига нас во Македонија. Вам ви се чини дека од нарацијата на обвинителниот акт не може да се види дека сите од обвинетите имаат улога во ова дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Еве сега ќе ви кажам. Законски елемент на обвинението е опис на делото од кое произлегуваат законските обележја на кривичното дело. Па вика, време, место и начин на извршување на кривично дело, ова го кажувам за пошироката јавност го читам. Значи мора во обвинението да биде наведено време, место и начин на извршување. Како секој од овие обвинети го извршил кривичното дело. Ако вие цитирате говор во кој што тој ги навредува претениците и вика и тоа треба во нарацијата, бидејќи обвинението содржи список на докази. Па еве јас сум адвокат сега на Владо Јовановски на пример и сега јас треба одбрана да спремам. За кои действија јас треба да приговарам? Значи што сработило обвинителството? Да зборам на страна доказите. Докази не знаеме со што располагаат. Дали е таа група, значи сега конкретно се фатив за нив двајца, значи дали тие се некако договорени со останатите, па има злосторничко здружување и така. Од нарацијата излегува дека особено лидерите на заедничка Македонија се товарат заради потпалувачки говори, за кои постои многу полесно квалификувани кривични. Ајде.